Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 10-тиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. रुत ख़िज़ां की बदलने लगी हर घड़ी, सहने गुलशन पे जैसे निखारा गया। जो शजर थे वो सारे हरे हो गए, शाखे गुल पे नया बरगोबार गया। Имало уште неколку прашања со сличен карактер и околу нив се водела толку долга дискусија, што биле потребни скоро 2 години да се донесе одлука. За време на процесот се ширеле гласови дека судијата бил под притисок на своите колеги од иста вера, да ја искористи оваа ситуација и обвинетиот да го стави во затвор, макар и за еден ден. Пријателите на ветениот Месија кои го чуле тоа, биле многу загрижени и пошле да го известат за тоа што го чуле. Кога дошле кај него, го затекле како се одмара. Кога го чул сето тоа, црвенило му го покрило лицето и подкревајки се малку на едната рака извикал: "Што? Ке ги ставили тој рацете на Божиот лав? Ако го стори тоа, самиот ќе види како ќе заврши." Не е познато дали власта имала некаков уддел во тој факт, но се знае дека баш во тоа време судијата е преместен од таа положба и му било одземено правото за судење во кривични случаи, бргу потоа симнат е на пониска положба. Судијата на кој му бил доделен процесот за понатаму да го води исто така го развлекувал, а и покрај тоа што на ветениот Месија му бил определен стол во судницата на основниот суд и тој бил сериозно болен, судијата одбивал да покаже било каква грижа кон него. Во една пригода кога ветениот Месија бил жеден, судијата не му дозволил да се напие вода. После развлекувањето на пресудата, тој го осудил ветениот Месија и му определил казна од 200 рупии. Против оваа пресуда била поднесена жалба и било закажано сослушување кај сезонскиот судија во Амритсар, кој бил европеец по име господин Хари. Кога го погледнал записникот од случајот, не го крил своето изненадување од судијата, кој толку многу и несериозно го растргнал случајот и додал дека тој овој случај ќе го завршил уште на првото сослушување, да бил на местото на судијата што ја водел истрагата. Сметал дека за таков човек каков што е Карим Дин, соодветни се и полоши зборови од оние кои ги употребил ветениот Месија и дека целиот процес е особено неправилен. После кратко сослушување, тој го ослободил ветениот Месија, ослободување од казната. Така по втор пат европскиот судија ја докажал вистината дека Бог ја поклонува власта на оние кои се вредни. Случајот бил завршен во јануари 1905 година и неговиот исход ја потврдил објавата која на ветениот Месија му била дадена од Бога неколку години порано, а која се однесувала за крајот на судењето. शहर दिल के मकीनों के सब फासले अब ज़मानों मकां से उठाए गए। Патувањето во Лахор. Додека случајот уште бил во тек, ветениот Месија обавил 2 важни патувања. Првото било во Лахор во август 1904 година.
Тогаш таму останал 14 дена. Луѓето од сите краеви дошле во голем број да го пречекаат и немало празно место на железничката станица. За време на неговиот престој, целиот град бил во метеж. Од утро до мрак, луѓе чекале пред куќата во која бил сместен. Од време на време, доаѓале и неговите противници и го навредувале обидувајќи се така да започнат кавга. Некои од нив, најнепристојните, се обиделе дури со сила да влезат во неговиот апартман и морале со сила да бидат одбиени. На барањето на неговите пријатели во Лахор било договорено јавно предавање. Говорот бил отпечатен и Маулви Абдул Карим го прочитал пред голем број слушатели, додека ветениот Месија седел покрај него. Биле присутни помеѓу 7 и 8 илјади луѓе. Кога читањето завршило, публиката сакала ветениот Месија лично да им се обрати со неколку зборови. Одговарајќи на тоа барање, тој станал и им се обратил, зборувајќи им околу половина час. Бидејќи е познато дека луѓето од сите религии и секти, а особено муслиманите, покажувале жестоко непријателство кон него, каде и да одел, каде и да се појавел, полициските власти морале да направат посебен договор за неговата сигурност. Покрај индиските полицајци биле распоредени и европски војници, кои со саби во рацете стоеле на кратко растојание. Полициските власти разбрале дека некои од масата сакаат да создадат неред надвор од салата, каде што се одржувало предавањето. Затоа превземале посебни мерки за сигурност да му обезбедат безбедно враќање на ветениот Месија од предавањето. Напред одел ред полицајци на коњи, а зад нив носилката на ветениот Месија. После нив оделе неколку полицајци пеш. Зад нив пак јавале уште неколку припадници на гардата, зад кои оделе пеш уште неколку полицајци. Така ветениот Месија бил испратен назад до својата резиденција со најголемо можно внимание и предизвикувачите на нередот не успеале да ги спроведат своите планови. Од Лахор тој се вратил во Гурдаспур. Кон крајот на октомври, кога се во судот било завршено, се вратил во Кадијана. Патувањето во Сиелкот. Патот за Сиелкот го продолжил на 27 октомври. Тоа патување било преземено на големо барање од пријателите на Сиелкот, кои изразиле желба сега, кога Аллах му подарил толкав видлив успех, пак да го благослови ова место со своето присуство, со оглед на тоа дека порано имал поминато неколку години во тоа место. Ова патување исто така дало друг важен доказ за успехот кој ја следел мисијата на ветениот Месија. На секоја станица доаѓале по толку многу луѓе да го видат и да го поздрават, што станувало тешко за луѓето на станицата да ги сместат сите. На железничката станица во Лахор владеела таква гужва, затоа што сите карти за платформите биле распоредени, па на крајот сопственикот на станицата морал да ги пушти останатите да влезат без карти. Во Сиелкот, патот од станицата до резиденцијата, кој бил долг околу 1 милја, целиот бил преполнет со луѓе. Возот пристигнал во станицата околу зајдисонце, заради некакви непредвидени задоцнувања, пред да можела носилката со ветениот Месија да тргне, надвор веќе бил потполн мрак. Мноштвото од луѓе било толку збиено, што постоела загриженост дека луѓето можат да бидат прегазени во мракот и полицијата морала да преземе посебни мерки на безбедност, да го обезбеди проводен патот. Еден господин од раководството на Сиелкот, хонорарен судија, им помагал на полицијата. Тоа било многу тешко и само со употреба на сила во прилична мерка, патот можел да биде обезбеден, така што носилката можела да продолжи понатаму, но многу споро. Капаците од прозорците на носилката биле спуштени. Покрај луѓето кои се туркале од двете страни на улицата, имало собрани и по верандите на продавниците. Некои кои не можеле да најдат место биле залепени по балконите на дрвените кровови. На секој покрив, хиндусите и муслиманите запалиле светилки, за да можат да го видат. Мажи и жени биле качени по покривите и кога поминувала носилката со ветениот Месија,
Тие со испружени раце светеле со батериските ламби, само да му го видат лицето. Некои му фрлале и цвеќе. Ветениот Месија останал во сијалкот 5 дена. Освен предавањето во кои се обратил на сите оние кои дошле да се сретнат со него во неговата резиденција, тој одржал и еден јавен говор. Малку пред тоа, најавено било дека улемата издала наредба со која го забранува присуството на говорот. Во таа наредба уште ја додале и фетвата дека секој кој ќе го слуша говорот на ветениот Месија ќе биде казнет со поништување на бракот. Тоа е моќен инструмент, користен од улемата во Индија, од кој се очекувало да го сочува нивното внимание врз неуките џахили муслимани. Меѓутоа, тие за тоа и онака не биле овластени. Некој од спротивставените маулваси оџи, на кои издавањето на наредбата не им било доволно, најавиле како еден вид на противудар свое предавање во зградата која била од спротива на таа во која ветениот Месија ќе го одржи својот говор. Целта на тоа била да го одврати народот од тоа да го слушаат. Тие исто така поставиле жива ограда на влезот од салата со цел да кажуваат дека е грев да се слуша предавањето. Некои отишле до таму што ги задржувале учесниците и насила ги одвлекувале. Но наспроти сите нивни настојувања, луѓето дошле во огромен број и кога било јавено дека ветениот Месија стигнал во салата, луѓето го напуштиле предавањето на ривалските маулваси и се упатиле кон него. Затоа што не било време за одмор, многу од луѓето кои работеле владина работа дошле да присуствуваат на собирот. करार आ गया रुत खिज़ां की बदलने लगी हर घड़ी सहने गुल. Овој говор исто така бил претходно отпечатен и на собирот го читал Маулви Абдул Карим. Додека говорот уште траел, некои луѓе се обиделе да направат неред, но веднаш биле смирени од надзорникот на полицијата, кој бил европеец и кој многу културно ги прашувал муслиманите зошто се гневни на говорникот, кој зборува во нивна полза и кој ги представува доблестите на нивниот чесен пратеник. Тој заклучил дека христијаните треба да се противат, зошто говорникот настојувал да ја докаже смртта на нивниот Бог, Исус Христос. Накратко, благодарение на будноста и тактиката на полицијата, немирите биле спречени. Една посебна одлика од тој говор на ветениот Месија е дека тогаш за прв пат тврдел дека ја исполнил улогата на Шри Кришна, алейхи селам, и со тоа им дава задолжност на припадниците на хиндуизмот да го прифатат него во неговата мисија. Кога ветениот Месија се враќал во својата резиденција, после одржаниот говор, некои луѓе се обиделе да маваат со камења по него, но полицијата ги спречила во тоа. Вториот ден после предавањата, ветениот Месија се вратил дома. И во оваа пригода водачите на нередот биле спречени од полицијата. Кога толпата видела дека нема можност да го повреди, некои од нив излегле од градот и чекале покрај железничката пруга. И кога поминал возот, тие почнале да го маваат со камења, кршејки така неколку прозорски стакла на некои вагони. Смртта на Маулви Абдул Карим. После долго боледување, на 11. октомври 1905 година, умре еден од блиските ученици на ветениот Месија, Маулви Абдул Карим, кој во многу пригоди бил задолжен за читањето на говорите на ветениот Месија, па затоа ветениот Месија заповеда во Кадијана да се основа средно теолошко училиште, кое ќе ја спреми улемата темелно да биде запознаена со исламот и која ќе може да ги замени оние кои смртта ќе ги зема. निखारा गया जो शजर थे वो सारे हरे हो गए शाखे गुल पे नया बरगुबार आ गया शाखे गुल पे नया बरगुबार आ गया.
Денес го завршивме 10-тиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.